По новиот автопат Штип Миладиновци се вози за една година. Околу 75% од градежните работи се завршени, а пречките кои се појавија како овие електрични столбови, експроприација на земјиште, свлечишта, го пролонгираа рокот за негова изградба. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски денеска изврши увид во градежните работи и најави дека деноиве ќе се потпише нов анекс на договор со кинеската компанија Синохидро. Очекувам во текот на оваа недела Собранието на Република Македонија да го потврди тој анекс на договор, односно предлог на закон, со кој што за година дена, односно до 39.2018 година, ќе биде интензивирана оваа градба и биде конечно завршен овој автопат. Новиот директор на Агенцијата за државни патишта Зоран Китанов истакна дека без застој се гради автопатот, а гарантира дека до 30 септември ќе биде готов за да се вози делницата која е долга околу 47 километри. Одговорно тврдам дека секојдневно работат 600 луѓе на оваа траса, а ако имало некои застои или забавувања, тоа е заради тоа што некој пропуштил во минатото, во проектирањето и во текот на изградбата во изминатите 3 години да отстрани далноводи, да отстрани разни слечишта или да ги реши експроприациите кои што не се решени. Пак ќе повторам, патот не е ни еден момент во прекин. Има закаснување во определен рок, али ние сме сигурни дека до крајот на предвидениот продолжен рок, дека патот ќе биде завршен, ќе се отстранат проблемите и патот ќе биде завршен во предвидениот рок со анексот кој го спомна директорот и министерот. Зголемување на цената за изградба на автопатот Штип Миладиновци нема. Овој автопат требаше да биде готов годинава, но поради пречките со електричните столбови и експроприацијата на земјиштето, изградбата се забави. Граѓаните од источна и југоисточна Македонија чекаат на неговата изградба, која треба да донесе економски развој на двата региони, но и да се стопира иселувањето на младите.